Добар ден. Како што вчера ви најавив, денеска во студиото е вице-гувернерката на Народната банка на Македонија, Ана Митреска. Ана Митреска, која главно е задолжена за стратегиските планирања во Народната банка и со која треба да разговараме за последните проценки на Централната банка околу движењето на инфлацијата, девизните резерви, начинот на кој постојат одредени ветувања или прогнози дека задолжувањата треба да бидат комбинирани, како што и самиот министер за финансии вели дека сега не ќе биде само доволно или нема да се задолжуваме само преку Меѓународниот монетарен фонд, туку и на финансиските пазари преку еврообврзница. Ана Митреска, прво, народот најмногу сака да чуе до која ќе трае оваа спирала на покачување на инфлацијата. Сега сме 10,5, таа магична бројка од 10% ја поминуваме. Многу ми навела дека се приближуваме до степенот на неверојатните инфлаторни движења 1997 година. Можеме ли на луѓето да им кажеме како ќе се воспостави контрола на порастот на инфлацијата? Добар ден. Најпрво и ви благодарам на поканата за учество во оваа емисија. На ова прашање, ајде вака да одговорам дека ние вчера ги завршивме најновите макроекономски проекции. За жал, тоа што светот го очекуваше во октомври, а тоа е некоја стабилизација и нормализација на сите економски текови, не се случи од едноставна причина што во овој меѓупериод од октомври, ноември до април светот, особено Европа, се соочи со еден голем шок, удар, тоа е руската инвазија на Украина, која што има економска цена и носи економски штети за цела глобална економија, за Европа, па и за нас. Една од тие штети, за која што и во неколку наврати веќе и искомунициравме, тоа е растот на цените. И секако ова беше очекувано, затоа што станува збор за две зими кои што се едни од најголемите извознички и глобални снабдувачи на пазарите и на храна, и на енергенси, и тоа се разбира дека понатаму се пренесува и врз инфлацијата во останатите економии, вклучително и во домашната економија. Проекцијата за инфлацијата за оваа година, која што ние објавивме, е некаде по 9%, 8,8%, и таа се темели на одредени предпоставки. Кои се предпоставките и зошто правиме ваква поголема корекција на инфлацијата од еден до друг циклус? Има голема промена во предпоставките за увозните цени. Навистина голема од една до друга проекција. Прво, очекувањата за увозните цени на потрошни добра. Значи, увезената инфлацијата која што би ја увезувала во потрошувачката, ако очекувавме во октомври да биде некаде околу 2%, сега се очекува да изнесува некаде околу 6%. Цените на примарните производи, енергенси, цени на храна, цените на житариците, корекциите се нагорни и таму со оглед на овој удар и овој шок кој што се случува во Украина. Ако очекувавме, само за да ви илустрирам, да доловам како се променати овие предпоставки, ако очекувавме раст на цените на нафтата од 4% во октомври, сега очекувањата за оваа година се околу 50 и слично и кај цените на храната. И оваа корекција која што ја правиме кај инфлацијата за оваа година не е типична само за нас. Ако го погледнете последниот економски преглед на Меѓународниот монетарен фонд, кој што има навистина силна економска аналитика, за речиси сите земји во поширокиот регион на Централна, Источна и Југоисточна Европа прави ваква корекција во оцените за инфлацијата. Тука има една мала интервенција на овој начин. На една Германија, каде исто така помина 7,5% незабележана инфлација исто во
последните 3 децении. За Америка, да не зборам, Фед ги качува веќе веројатно по трет пат. Меѓутоа, нивните економии може би и може да го издржат нивото на менаџирање или евентуалните вакви шокови. Иако за големи економија е уште поголем шокот. Колку и на каков начин, како што тоа обично дел од политичките опоненти, економски и партиски и така натаму, домашните извори на инфлацијата влијаат врз растот? Тукму затоа ви споменав дека речиси нема земја во која што нема раст на инфлацијата. 10% во просек за цел регион во март. Околу 11% во април има земји кои што се значајно над просекот. Тоа што сакам да го кажам дека има заеднички фактори кои што ја го движат циклусот на инфлацијата во сите земји глобално, особено во Европа. Зборувавме за овие заеднички глобални фактори, еве начнавме таа тема на почетокот. Минатата година беа ефектите од пандемијата, успорени синџири на снабдување, раст на трошоците за транспорт, нарушени синџири, несовпаѓање на понуда и побарувачка во некој кус временски период предизвикана од пандемијата. На ова се надоврза растот на цените на енергенсите, особено струјата кон крајот на минатата година, како резултат на агендата за зелена транзиција, а потоа дополнително овие проблеми се продлабочија со руско-украинскиот конфликт, односно војната во Украина, што неминовно доведе до подигнување на ценовното ниво кај сите овие производи. Значи, ова се глобални заеднички фактори кои што ја движат инфлацијата. За да одговорам по-конкретно на вашето прашање, добро е, мислам, да илустрираме и преку бројки. Ако ја декомпонираме нашата просечна инфлација до април од 8,4%, половина е резултат на растот на цените на храната. Светските цени на храната, и не зборувам само за житариците, во моментот се 15% над максимумот кој што го има, ако се сеќавате, и во 2011 година, како исто така имавме еден ваков шок, но тој брзо се смири. Цените многу брзо падна, иако им требаше време да се вратат на тоа предкризно ниво. Домашните цени на храната се врзани во голема мера за увозните цени. И директно преку готовите производи, меѓутоа и преку растот на цените на трошоците за инпути, суровини, енергенси и слично. Домашните производни цени на храната исто така растат под влијание на овие глобални фактори, раст на цените на суровините, раст на цените на енергенсите. Значи, еден добар дел од таа прехранбена компонента е увезена. 20% од растот е од енергенсите. И таму, речиси, во целост имаме увезена компонента. Останува третата, за која што се дискутира во повеќе наврати, тоа е така наречената базична инфлација, која што навистина блиску ја следиме, и таа забрза, тоа е факт. Меѓутоа, ако ја погледнете незината структура, добар дел од тоа забрзување е резултат на увезени притисоци. Раста цени на суровини, раста цени на храна, на енергенси, се пренесува врз останатите цени. Значи, резимирано, поголем дел, доминантен дел од ова што кај нас се случува со инфлацијата, а особено затоа што голем дел од нашата потрошувачка кушничка се храна и енергија, половина од потрошувачката кушница. Добар дел од овие движења се увезени движења. Ние во Централната банка, се разбира, не ги темелиме овие заклучоци само на следење на движењата. Има навистина ригорозна аналитика, која што ги потврдува овие фактори, извори на раст на инфлацијата, констатирајќи дека притисокот од домашната побарувачка е мал во тој контекст. Што очекуваме? Тоа мислам дека е особено важно, и тоа вчера и гувернерката го соопшти на прес конференцијата. По овој раст на цените, што ни се случува сега, не само кај нас, ке повторам, глобално, се очекува стабилизирање на цените на енергенсите, на цените на прехранбената компонента, на увезената инфлација, пад во текот на 2023 година, и да не заборавиме дека најверојатно надолен притисок врз цените ќе предизвика и промената во нашето однесување, бидејќи растот на цените на
енергенсите и на храната го оптоварува нашиот доход и ќе мора да се прилагодиме во некои други сегменти, други типови на потрошувачка, кој што ќе креира надолен притисок. Со овие предпоставки кои што ги имаме, за следната година очекуваме стабилизирање на инфлацијата на некаде околу 3%. Пуштив доларчето затоа што народот сака повеќе да слуша компетентни финансиери, одошто новинари кои обично се на границата на една прилично рискантна проверка на податоците. Ана Митревска, вице-гувернер за Народната банка, зашто скоро 900 милиони евра се намалени девизните резерви од ланските и јунски, колку имавме? 4,3 милиарди евра. Сега сме на 3,28 милиарди евра. Дали е тоа само поради интервентноста во однос на енергенсите или има и други фактори кои влијаат на забрзаното трошење на девизните резерви? Така. Пред директно да поминам на одговорот на вашето прашање, прво да кажам дека ова ниво на девизни резерви од 3,2-3,3 милиарди евра е високо, комфортно и едно од историски повисоките нивоа на девизни резерви. Значи, не само нивото, тоа што е важно и мислам дека чисто го потенцираат сите колеги од Централната банка, и показателите за адекватност по сите меѓународни стандарди се комфортни и тука не треба да имаме грижа. Да кажам, повторно пред да одговорам директно на прашањето, дека ние минатата година, постпандемиски, некаде до октомври дури успеавме и да откупиме девизи на девизниот пазар, што е навистина добар сигнал после една криза како што е пандемиската криза и да надополниме дел од девизните резерви. Тоа значи Конкретно на минатата година над една и кусур милиарда се потрошили ако сте купиле на девизниот пазар екстра девизи. Вие гледате во еден подолг временски период, меѓутоа минатата година кумулативно намалувањето беше околу 100 милиони евра. Конкретно минатата година започнаа притисоците од 400 милиони евра во првите 4 месеци се потрошени на девизните резерви. Така. Во првите 4 месеци има намалување од околу 400 милиони евра и има 3, да речам, главни фактори кои што придонеса за оваа промена кај девизните резерви. Прво е енергетската криза. Зборувано и овде кај вас во емисија и општо во јавноста, се зборува за притисокот кој што енергетската криза го создава и врз инфлацијата, меѓутоа и врз билансот на плаќања и девизните резерви. Со овој силен раст на цените и кај нафтата, меѓутоа и кај електричната енергија, увозните цени значено се зголемија и побарувачката за девизи по овој основ значено се зголеми. И конкретно минатата година, меѓутоа и во првите 3 месеци од оваа година. Ние во првите 3 месеци од оваа година имаме влошување на трговското салдо од 360 милиони евра, доминантно заради влушен енергетски трговски дефицит. И очекувано е дека тоа ќе придонесе ке притиска на девизниот пазар и тоа е главниот фактор. Второ нешто што забележавме како потенцијален притисок врз девизниот пазар, тоа е однесувањето на корпоративниот сектор во услови на неизвестност, очекување дека ќе растат цените. Видливо беше преку податоците за надворишната трговија дека има кумулирање на залихи и поголем увоз по тој основ. И уште еден фактор кој што имаше помал ефект во моментот на избавнување на војната во Украина и целокупната неизвестност, меѓутоа за жал надополнете и со повторно домашни шпекулативни притисоци, незаобиколиви никако, во услови на секоја епизода на криза, имаше една привремена епизода на конверзија на динари во евра. Меѓутоа, доминантно, ефектот е од енергијата. Во април и во мај имаме исклучително стабилен девизен пазар, без потреба од некои поголеми интервенции, тие се спорадични во овој контекст и затоа би кажала дека во овој контекст нема потреба од никаква
грижа или пак никакво нерационално однесување или пак, еве да речам, грижа околу промените во девизните резерви. На крајот, ние имавме еден период од 3,5 години во кој што имавме силен откуп на девизи на девизниот пазар, околу милиарда евра. Не бевме прашани. Знаете што психолошкиот аспект е дека Народната банка за тоа се грижи, а ние мораме да водиме сметка дека стално ќе ве контролираме како раководите и водите сметка за заедничките девизни резерви. Уште едно прашање врзано околу тоа. Како реагира банкерскиот свет? Два пати ја зголемувате основната каматна стапка за 0,25. Има ли индиции за натамошен раст на каматните стапки, особено за деловните банки, за потрошувачката, за картичките, стамбените кредити и така натаму? И второ прашање што е во тој контекст, дали има потреба и деловните банки да ги принудите на поголеми резерви, односно задолжителна резерва, и како тие реагираат на овие состојби со релацијата на стигнување на инфлацијата и на потрошувачката? Така. Во однос на задолжителната резерва да кажам дека уште пред да започнеме со зголемување на каматната стапка, ние направивме промени во системот на задолжителна резерва. Каква промена направивме? Ја намаливме стапката за издвојување на задолжителна резерва во динари, ја зголемивме стапката за издвојување на задолжителна резерва во девизи, зошто за целно да делуваме во насока на поголеми преференции и постимулативно штедење во динари. Не се почувствува дека на денеските заштеди има зголемена ова камата, до толку повеќе што многумина од деловниот свет дека им отворите вентил на деловните банки и на таков начин да создаваат екстра профит. Ефектите од мерките треба да се почувствуваат со некое временско задоцнување. Ова што се прави со задолжителната резерва не е за да се придонесе кон општо зголемување на каматните стапки, туку да има поголемо диференцирање. Постимулативно динарско, помалку стимулативно девизно штедење. Вториот чекор беше затегнување на монетарната политика. Прво во април, потоа во мај. Зошто? Затоа што како што зборувавме за факторите на инфлацијата, гледаме дека порастот на овие цени надвор трае малку подолг временски период, започнува умерено да се пренесува врз цените на останатите производи и услуги, делува на инфлацијските очекувања, ние оценивме дека сигнално потребно е превентивно да ја затегаме монетарната политика. Тоа што е важно е дека промените се умерени, постепени, последователни. Дали ќе има промена во каматните стапки на банките, останува на нивната каматна политика, меѓутоа за очекување да има принос, но да не заборавиме дека во таа каматна политика ги имаме не само активните, туку и пасивните каматни стапки, каматите на депозитите, кои што исто така би требало да поминат низ некоја промена. Вчерашното излагање на гувернерката и вашето денешно ми дава за право да извлечам теза дека ова е така наречено опипливо по-оптимистичко сценарио, дека може сепак да се изврши нов удар за контрола на инфлацијата и така натаму. Меѓутоа, и ММФ и прилично фаталните финансиски аналитичари зборуваат дека нам ни престои октомвриско-ноемвриски поголемо затегање на воената состојба, политичката дестабилизација, на влијанието врз глобалните економски движења. Ако ММФ се решава да разговара за така речено темно сценарио, можам ли да се земам слобода дека Народната банка истовремено покрај овие одмерени и умерени најави размислува и за евентуална шок варијанта која може да не задеси, да не бидеме после кабаја дека вртлогот на инфлацијата ќе ни се пренесе од странство дома и да не знаеме како да реагираме? Такви шок сценарија нема. Зборувам во глобалниот свет.
сценаријата кои што ММФ ги прави како понеповолни сценарија се врзани со конфликтот помеѓу Русија и Украина, кој што во моментот е акутен проблем. Еден од најголемите акутни проблеми во Европа, тоа е алтернативно сценарија кој што вели: ако конфликтот продолжи, ако имаме позасилени ембарга во делот на увозот на енергенси од Русија, ако имаме позатегнати финансиски услови на глобалните пазари од тоа што го претпоставуваме во ова централно сценарио за кое што се смета дека е најверојатното во моментот со овие информации. Што ќе се случи во тој случај? Каналите се јасни. Помал раст, особено во Европа, поголем раст, односно повисоки ценовни нивоа во однос на ова сценарио, кај цените на енергенсите, храната, металите, останатите примарни производи, веројатно влошување кај финансиските текови. Ние ќе ги објавиме алтернативните сценарија и сите овие претпоставки ги вградуваме и тие резултираат со понизок раст од оној кој што го искомунициравме вчера, во просек околу 1,3%. Но тоа се уште е раст. Не сме на граница на рецесија. Иако тоа е индикација ако се свинеме на 1%, 0,5%, особено затоа што нам ни престои нова рунда на задолжувања со камати кои се 3 до 4%, кои се 5 пати ќе бидат поголеми од што реалниот пораст на нашиот GDP и ќе биде многу тешко да правиме баланс, да произведеме и да враќаме. Се враќам на тезата околу задолжувањата. Министерот за финансии веќе јавно соопштува дека влегуваме во сериозен период на испушение и дека нема да биде задолжувањето само преку ММФ, туку и преку финанските пазари на пари. Малку околу ММФ. Што значи аранжман со ММФ после 10 и кусур години? Дали тоа што сега на овој начин помалку како да го стигнуваме пристапот, добро е што со ММФ би правеле аранжман, базираме ги другото и на зголемувањето на каматните стапки на светските финански пазари, но и на аранжманите со ММФ. Така. Со оглед на тоа што ова е трета година во која што имаме последователни големи кризи увезани, надворешни, не економски, не се последица на лоши политики или лоши фундаменти. Добро е во вакви околности, како мала и отворена земја, да имате финансиска сигурностна мрежа од меѓународните финансски институции и поддршка од меѓународните финансски институции. Овој аранжман со Меѓународниот монетарен фонд е еден од модалитетите, една од подобрите алтернативи. Зошто? Затоа што за да воопшто се зборува за преговори за ваков тип на аранжман, како земја, треба да имате исполнето, да се квалификувате, да имате исполнето критериуми. Тоа значи дека фондот длабински ве скенирал во минатото и длабински ве скенира и сега, за да заклучи дека сте подготвени да влизате во таков тип на аранжман кој што е линија ликвидностна за предпазливост. Многу се сериозни пунктовите кои што се скенираат. Прво, каква платно-билансна позиција имате? Дали имате одржлива тековна сметка? Дали имате и сте имале приватни извори, долгорочни, стабилни за финансирање? Каква ви е состојбата со девизните резерви во минатото и сега? Дали имате непречен пристап до меѓународните финансски пазари? Вториот пункт е монетарната политика. Фондот во февруари го објави последниот извештај во рамки на редовното следење, каде што нема забелешки всушност во континуитет за водењето на монетарната политика. Потврдува дека Централната банка има капацитет и води адекватна монетарна политика и има добра институционална подготвеност да реагира соодветно во кризи, како што реагираше и во пандемијата и сега и во некои кризни епизоди пред пандемијата. Нема задршка околу монетарната политика. Третиот столб е банкарскиот систем. Дали е здрав, солвентен, ликвиден, дали е отпорен на шокови. Друг пункт е супервизијата, која што исто така е оцената како адекватна и конзистентна на меѓународните стандарди.
и од ММФ и Светска банка, меѓутоа лани од Европската комисија, кога добивме одлука за еквивалентност на нашите супервизорски регулаторни стандарди. Понатаму има и други аспекти, како што се квалитетот на системот на податоци, фискалната политика и слично. Тоа значи дека треба да поминете низ длабинско скенирање во овие пунктови, да се констатира дека сте здрави, стабилни, имате одредени слабости кои што ќе треба да се адресираат во периодот што следува и со тоа сте квалификувани ексанте да влезете во ваков аранжман. На 15 април Одборот на извршни директори заклучи дека може да се преговара помеѓу тимот на Меѓународниот монетарен фонд и властите за овој аранжман. Мисијата започна конкретно април, таа си уште трае, во тек се разговорите, преговорите. По заокружувањето на овој процес би следел и нов состанок на... Ама ние реално гледано до ребалансот на буџетот мораме да имаме некаков аранжман, зашто буџетскиот дефицит ќе биде поприлично голем наспроти планираните 500-600 милиони. Но сакам друго нешто да прашам. Околу третиот пункт. Дали е точно дека Централната банка е под пресија на банкерските врвови во Македонија, на големите банки, да не се прифате аранжман со ММФ, кој практично ќе значи длабинско снимање на целокупниот банкерски систем, каде што, без оглед на нивната успешност, или вие во супервизиите, или во економско-политичките кругови се зборува дека банките имаат своји добиози кои треба да излезат на виделина. Апсолутно не е точна и оваа теза прв пат ја слушам од вас во емисијата, значи не сум ја чула и како спекулација. Слушате и од други сега. Не, апсолутно не е точна. Ако не друго, ние имаме и оцена од страна на меѓународни институции за тоа колку сме транспарентни, колку сме независни, колку сме суверени во носењето на одлуките и во тој контекст не ве прашувам дали сте ги одбили или дали имате притисок. Не. Добро, тоа е многу покатегорично од што да речем лапидарните други објаснувања. Следите утрински брифинг малку продолжуваме, ми се чини дека освен што сигурно сакате да потврдите уште еднаш да чуете дали може да има зголемена инфлација, разговарам со Ана Митреска, вице-гувернер на Народната банка. Ако инфлацијата се стави под некаква контрола, возможно ли е да има фактички или интервенна депресијација на денарот? Дали е возможно да има девалвација на денарот? Не. Јас, кога зборував за девизните резерви, напоменав и не случајно напоменав дека се солидни, здрави во однос на монетарната политика. Исто така не случајно напоменав дека е оценета како адекватна, не случајно, затоа што навистина нема потреба од повторно панично и нерационално заговарање на тези околу стабилноста на девизниот курс. Ниту има причини за промена на вредноста на курсот, а од друга страна имаме заштитни механизми за управување со стабилноста и одржување всушност на стабилноста на девизниот курс. И во тој контекст апсолутно нема потреба од грижа околу стабилноста на девизниот курс. Добро, чув дека овие шпекулативни менувачници кои во еден момент се обидуваат да ја качат на одреден начин вредноста на откупот на девизите на 62 дека се санкционирани. Уште при крај, уште за две прашања. Народната банка донесе одлука за усогласување на правната регулатива околу платниот промет со Русија преку така наречените плаќање преку рубли. Дали тоа до сега некој од македонските компании, извозници, увозници бил принуден или го има изведено? И како целата операција ќе се одвива ако прилично негативни реакции има од политичките фактори да не се впуштат во такви аранжмани со плаќање преку рубли и така натаму? Тоа што ние го направивме како Централна банка во моментот кога беше донесен декрет дека дел од земјите ќе треба
да вршат плаќања за набавките на газ во рубли е да обезбедиме инфраструктура да нема пречки во тој дел. Тоа значи дека направивме измени во подзаконски акти кои што значат можност да се отвори сметка во рубли за да можат да се вршат плаќањата. Дали има или нема, немам таква информација, дали има конкретни трансакции, а самиот механизам каков е? Компанијата треба да отвори сметка и во странска валута, и во рубли, во банка во Русија, дозначува странска валута, се конвертира во рубли, плаќањата се вршат во рубли. Тоа што ние го направивме како Централна банка е да бидеме подготвени доколку има потреба, доколку треба да има непречено плаќање во рубли, да има соодветна инфраструктура. Добро. Благо се обидуваме да го завршиме разговор за да почнеме уште еднаш жустро. Инфлацијата ќе ја исконтролирате до 8,5% во вакви, да речем условно, предпоставени или прогнозирани ситуации? И дали може да имаме изненадување со порастот на инфлацијата? Дали ќе имаме инфлација колку што е проектирана за оваа година, ќе зависи од предпоставките кои што сме ги вградиле. Со овие предпоставки кои што сме ги вградиле во нашата проекција, нашите најдобри оцени во моментот се дека би имале инфлација во просек околу 8, што би значило дека во текот на втората половина од годината би имале стабилизирање на инфлацијата. Тоа се сегашните процени со кои што ги користиме во рамки на нашите макроекономски. А како мислите од 8,8 оваа година да завршиме инфлација, да влеземе со пооптимистичка варијанта до година дека таа ќе биде околу 3%, што е релативно поднослива за економските текови и за трговската размена? Со самото тоа што имаме повисоко ценовно ниво годинава и фактот дека во моментот се очекува пат, прво стабилизација до крајот на годината, потоа пат на речиси сите цени увозни на примерни производи кои што се влезна компонента во нашата домашна инфлација и уште еднаш да не забораваме веројатноста дека дел од потрошувачката за други добри и услуги би се прилагодила, исто така и би креирала некој наделен притисок врз цените. Проекциите покажуваат инфлација во просек околу 3%. Благодарам, бевте многу љубезни. Вице-премиерката на Народната банка Ана Митревска, гостин во утрински брифинг. За прв пат малку го продолживме овој политичко-социјален омнибус на теми заради соговорниците, а ми се чини дека Народната банка има една проактивна политика кон јавноста и затоа морам да им одадам признание, бидејќи гувернерката и низините соработници стојат на располагање за комуникација со јавноста. Колку нивните прогнози ќе бидат опипливо реализирани, ќе ги цениме, се разбира, во текот на втората половина од годината, кога нам ни престои ново задолжување на светските финансиски пазари и преку ММФ и ќе видиме дали овие фаталистички прогнози од Северниот сосед дека нуклеарна војна ќе има сигурно, дека следува една сериозна криза, се дел на домашниот амбиент на Вучич или дел на обидите за така наречено инфилтрирање на регионална дестабилизација. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата.